Здраво! Како и секој видео туторијал за фотографија, така и овој можеме да го започнеме обкружени со овие прекрасни карпи, осветлени со ова прекрасно сонце, обкружени со овие прекрасни дрва, во оваа убава шума, кај ова прекрасно езеро. Или ќе можеме да го направиме со отварање на нашиот нов апарат во нашиот дом. Да видиме што се крие во кутијата на Alpha 6000. Едно дебело упатство, гаранцијски листови, полмач, ремче, струен кабел, кабел за податоци, уште еден струен кабел, заштитник за визирот, како и батеријата. А тука од десната страна се крие најбитниот дел, тоа е самиот апарат со објективот 16-50. Овој апарат има сензор од APS-C големина со 24 мегапиксели. Неговиот систем за фокусирање беше меѓу најбрзите кога излезе, има опција за фокус во очи, како и можноста за 11 фотографии во секунда. Тоа е и повеќе од доволно за било кој почетник. Со неговиот објектив 16-50 ќе ви возможи да ги покриете 90% од настаните. Со овој апарат направив многу добри фотографии, многу драги фотографии, со нив учествував на некои изложби, негде добив некои награди и затоа на секого му го препорачувам Alpha 6000. Пред да почнеме да користиме апаратот, мора да направиме неколку подесувања. Како прво, го ставаме заштитното гумиче на електронскиот viewfinder. Ја ставаме мемориската картичка, каде што мораме да внимаваме ова пресечено делче од картичката да биде во иста положба како и во упатството за користење на апаратот, бидејќи во спротивно може да ги оштетиме пиновите. Ја ставаме батеријата, исто треба да внимаваме контактите за батеријата да одговараат на контактите во апаратот. И со ова апаратот е наместен. Наред е ремчето. Иако апаратот е комплетен, со ова не сме спремни за надвор. Зашто? Потребни се уште неколку работи. Како прво, по мене најосновно е една торбица, која што ќе биде доволна за него. Потоа носиме уште една мемориска картичка, резервна батерија и микрофибер крпче, кое што не е потребно за хигиена на апарат. Доколку сме во можност, не би било лошо да си набавиме и еден телеобјектив. Све тоа зависи од буџетот. Од кога вака све сме ставиле на едно купче, потребно е сето тоа да го сместиме во турбицата. Оваа турбица има посебен дел за мемориски картички. Другиот можеме да го искористиме за нашата резервна батерија. Тука го сместуваме телеобјективот, овдека го ставаме микрофибер крпчето и најбитно од све, тука го сместуваме нашиот апарат. На овој начин ние сме спремни за викенд, за одмор, за туристичко патување, за крстарење и за било што. Од овој момент нашата авантура може да продолжи надвор, но не додека не го допиеме кафе. Сега сме спремни.